За книжевноста и за поезијата синоќа разговараа учениците од средното општинско училиште Димитар Влахов заедно со поетот Никола Маџиров. Настанот "Прочитав јас, прочита и ти" го организира активот на професори по македонски јазик и училишната библиотека во рамки на проектот "Заедничка грижа за правилно насочување на учениците". За него неколкократниот кандидат за Нобелова награда Адам Зајагевски ќе каже дека да, Никола Маџиров треба да го следиме овој надарен поет. И кога ќе ја разлистате светската критика, што всушност таа кажува за Никола Маџиров, како го перципира ликот и неговото дело, верувајте ми, тогаш остануваме всушност сите ние засрамени пред вистината колку тоа ние малку знаеме за Никола Маџиров, за човекот, например за поетот чија песна "Кога некој заминува", британскиот Guardian во 2014 година ја смести меѓу 50-те најубави светски љубовни песни напишани во последните 50 години. Или, например, норвешката критика, најстариот норвешки неделник, го наведува Никола Маџиров како еден од најважните поети од Источна Европа. Тој е човекот за кој, например, шпанскиот Ел Паис ке напише дека Никола Маџиров ја има истата способност за обновување на метафорите како кај големите поети од минатото. Поетот Маџиров истакна дека посебно е чувството кога на својот мајчин јазик, па и дијалект во ваков формат може да разговара за поезијата и за книжевноста воопшто. Всушност, тука се темелите на она што го пишувам и може да замислите како се чувствам кога зборувам на својот јазик за она што го пишувам. Зашто секогаш сметав дека спомените од детството, тие улици што сум ги минувал тука низ Струмица, циклусите на обновување на сета природа во паркот, на ридот или ние што си го викаме баирот наш. Навистина, сметав дека понатаму во мојот живот може да бидат само предмет на пишување, места кон кои што се враќаш секогаш. На тој начин се конзервира детството, се конзервираат спомените, а многу поретко сум замислувал дека некој може тоа да го, така неформално да зборува за тие работи и да ги споделува, или пак да се јавуваат во сон комбинирано со сите наши стравови, желби што ги имаме. Таму се среќаваат, мислам, единствено во сонот и во книжевноста може човек без страв да патува во времето, без да мисли дека руши некаква официјална историја и дека е фалсификатор на нечии личен, нели, или општ развој. Зборувам тука за нас, како припадници на еден град, на едно подрачје, како припадници на, речеме, на еден јазик што го зборуваме, припадници на слична музика што ја слушаме. На учениците и љубители на пишаниот збор, Маџиров во едночасовниот разговор им објасни и како влюбеник во математиката тргнал кон метафизиката, зашто, како што рече, во математиката делењето значи намалување, а во книжевноста делењето и споделувањето значи умножување.